Започнатите административно-технички работи за изградба на мини хидроелектрана на Мала река во непосредна близина на браната Градче беа главна тема за дискусија на јавната расправа што се одржа во Кочани, а во врска со иницијативата за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје. Со оглед што токму и теренот околу браната и речниот слив од кој таа всушност се полни се дел од територијата што се очекува наскоро да стане дел од заштитениот предел, разбирливо е што присутните граѓани на расправата упатија повеќе прашања за влијанието на овој објект врз деградацијата на природната средина и за нарушувањето на биодиверзитетот. Во реакциите на граѓаните беше споменато дека изградбата на мини хидроелектраната меѓу другото ќе придонесе за сечење на дел од шумскиот појас околу езерото Градче, а се постави и прашањето за искористувањето на водните ресурси за производство на струја и можните последици за живиот свет во реката. Поради тоа, неколкуте дискутанти истакнаа дека можеби е најдобро целата постапка да биде запрена токму во период кога се уште нема никакви градежни активности на објектот. Од друга страна пак, меѓу присутните се најде и граѓанин кој не се представи, но кој ја бранеше инвестицијата за малата хидроелектрана, тврдејќи дека со нејзината изградба нема да се наруши животната средина околу Градче. При тоа додаде дека ќе се засади 10-кратно повеќе шума отколку што ќе биде исечена, па дури и спомена оти водата што ќе излегува од хидроелектраната ќе биде почиста и поквалитетна од онаа што сега влегува во браната. Ваквите тврдења наидоа на негодување кај дел од присутните, но со оглед што темата на јавната расправа беше заштитата на предел од Осоговијата, се оцени оти дискусиите излегуваат од темата, па беше предложено за ова прашање да се организира посебна дебата. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој присуствуваше на јавната расправа, даде известно објаснување околу целата постапка, но немаше конкретен став што да се прави со иницијативата за оваа инвестиција на Мала река. Се покаже и во дилемите што се отворија во оваа јавна расправа дека постојат два пристапа, а тоа е дека Република Северна Македонија, следејќи ги прав Европската комисија, ние мораме да влеземе во јаглеродна неутралност и да се обврземе за јаглеродна неутралност. Јаглеродната неутралност значи дека наместо рек Битола треба да најдеме други извори на енергија. Тоа може да го направите од увоз на струја, што е премногу скапо, или да инвестирате во обновливи извори на енергија. Но кога инвестирате во обновливи извори на енергија, мора да се почитуваат процедурите, да ги заштитиме подрачјата, да не ја штетиме животната средина. Затоа, час поскоро на Република Северна Македонија треба еден општа платформа, еден договор, еден македонски зелен договор, во кој што ќе се дефинира долгорочно, просторно, во кои делови ќе имаме обновливи извори на енергија, кои делови ќе бидат строга заштита, да направиме еден комплементарен пристап во кој што и економскиот развој и енергетските потреби ќе бидат комплементарни со заштитата на животната средина. Присутните на јавната расправа побараа процедурите за изградба на мини хидроцентралата целосно да запрат, а објектот воопшто да не се гради. Тоа, според заменик министерот, може да има соодветни потешкотии. Да бидеме реални, некоја приватна инвестиција, која што ги поминала сите процедури за жал во минатото, ги поминала и тие ги имаат сите документи, останува на наша страна, доколку процедурите не се нарушени, да се обидеме да бидат обештетени доколку малите хидроцентрала се наоѓа во заштитено или во строга заштита како што е предвидено. И затоа, ние и во последниот повик, сите мали хидроцентрали што беа распределени во национални паркови не ги дозволивме. Но тоа треба да биде план, продукт на една широка јавна дебата од сите чинители. Има умни глави во нашата држава и верувам ќе стигнеме до такво решение. Рек Битола произведува, да кажам, електрична енергија за 35-36 евра по мегават час. Увозот е 120-130. Значи тоа мораме ние да најдеме наши обновливи извори во кои што ќе ги употребиме. Хидроцентралите се една од тие обновливи извори, но мора да се внимава на заштитата на средината, да инвестицијата да не наруши се околу, туку да се врати, да се контролира текот и тука инспекцијските органи многу зависи каква улога ќе играат.
Од она што можеше да се слушне од дискусиите на јавната расправа, а и од последната седница на Советот на општина Кочани, води кон заклучок дека целата процедура за изградба на мини хидроцентрала на Мала река е во поодмината фаза, односно се чека само на едно или две одобренија за таа да почне да се гради. Како понатаму ќе се одвива граѓанската иницијатива и дали може да се спречи никнувањето нов објект кај градче, ќе се знае многу скоро.